Добро вечер. Во продолжение минути за најновите информации од културата. Над 300 учесници од различни краеви на Македонија кои го негуваат изворниот македонски мелос. Беа дел од годинешното 51-во издание на Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој со децении традиционално се одржува околу празникот Спасовден. Викендов по 51 пат во Прилеп и Долнени писнаа гајдите и зурлите, тропнаа тапаните, се развија ората, а се слушнаа и убавите изворни македонски песни. Над 300 учесници од различни краеви од земјава, кои го негуваат изворниот македонски мелос, зедоа учество на годинашниот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој со децении традиционално се одржува околу празникот Спасовден. Годинава е на едно скалило, на еден пиедестал повисоко, односно со самото влегување на гајдата, со музицирањето и изработката на гајдата во репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Со самото тоа фестивалот како најстар фестивал од овој карактер, кој што ги негува конкретно гајдата како народен инструмент, добива многу повеќе на значење и многу повеќе има простор за развивање и можеме да се пофалиме годинава дека имаме многу нови групи, многу млади учесници, гајдаджи, тапанџи, ни доаѓаат навистина интересни деца кои навистина од регионите од кај што доаѓаат носат своја традиција и своја култура, носена со генерации уназад. Имаме стари над 85 години, може и 90 години, не знам едни од колку е, ни доаѓа од Радовиш, а имаме и најмлади од 5 години па нагоре. Од мој аспект е престиж да се учествува на фестивалот, особено од нашиот светски познат гајдач Пеце Атанасовски и самата комисија која го проседува настапот на споменатите уметници, млади, повозрастни, не е толку ригорозна, туку таа напротив гледа да ги стимулира сите оние што одвојуваат од своето време, доваѓаат на свој трошок, а сето тоа е резултат на оно што тие искрено сакаат оваа музика. Фестивалот Пеце Атанасовски е поддржан од Министерството за култура со 1 милион денари и од двете општини домајкини Прилеп и Долнени. Во изминативе 50 години на него учествувале околу 10.000 инструменталисти од Македонија, но и многу гости од други држави. Во градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје се одржа промоција на поетската книга Небото ми е дома од Катица Ќулавкова. Станува збор за духовна поезија за која Ќулавкова ја доби наградата Браќа Миладиновци за најдобра поетска книга за 2024 година. Признание што го доделува фестивалот Струшки вечери на поезијата. Јас имав по одделни песни и се гледаше една цела нишка кога опејувам од првата книга до последната, например за благовестението, архангелот Гаврил, одредени мотиви од Библијата поврзани со воскресението и така натаму. Меѓутоа одлучив на крај да напишам цела една книга, значи едно 3 години работев на песните на таа книга и така се создаде книгата која е чувствителна, затоа што многу од темите се општи, а јас требаше да им дадам личен белег. Од друга страна има цел еден циклус на многу лични песни, збогувања со мои драги, блиски од семејството и од пријателите, што требаше да ги искажам на начин кој ќе биде нели поуниверзален. Небото ми е дома од Катица Ќулавкова е збирка духовна поезија со јасен концепт, со јасна мисла за тоа како треба да се постави и представи верата и вербата пред се според христијанското православие. Небото ми е дома. Во предговорот Ќулавкова вели дека ова е и набожна поезија, притоа правејќи известна дистинкција за тоа што е набожен, а што побожен човек. Оној кој ги следи каноните и оној кој верува не
следејќи ги доволно каноните. Според мене и моето скромно мислење, книгата е силен печат не само за поетскиот израз на Ќулавкова, туку и темелен, стамен влог во македонскиот стих и еден нов мегник во она што значи духовна поезија во современата македонска поезија. И тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.